Благодарам, председателе. Се јавив за реплика затоа што бев испровоциран од говорот на колегата Коциш, затоа што многу зборуваше за тоа околу финансискиот план, за одредени ставки, за се за многу работи, меѓутоа не кажа дека овие средства што се за Македонската радиотелевизија од 1.634.500.000 денари се според закон што треба да им се исплатат на Македонската радиотелевизија, а не од тоа дали некој сакал или не сакал, или како требало. Тоа е согласно закон. Тоа што владата не му ги префрла, го крши законот. Тоа треба да го констатираме тука. Дека овие луѓе работат и изготвуваат финансиски план во зависност од желбата на владата колку ќе им префрли на крај на денот. Па така изготвиле финансиски план во кој што предвиделе средства од 1.600.000.000 денари, меѓутоа, понатака, затоа се носи ова изменување, владата констатирала дека нема да му даде толку пари, па тие морале да го изменат овој финансиски план и да се усогласат на тоа што владата планира да го даде на ова јавно радиодифузно предпријатие. Затоа се кратат понатака сите работи, затоа предпријатието тони и е доведено до тој степен затоа што тие пари што му следуваат по закон не ги добива. Како сакате да работи тоа предпријатие? Како сакате да имате надпревари да гледате од Лига на шампиони, а да не му ги исплаќате парите на јавно радиодифузно предпријатие? Па со кои пари ќе ги откупат тие права? Тие права не ги даваат спорт клуб ги откупуваат тие права, меѓутоа за спорт клуб за да гледате вие мора да платите предплата, така? Не е како плаќате Телеком, плаќате А1, така? Кабловските плаќаат. Како сакате да ги добиете тие права? Па сигурно дека гратис не ги даваат. Од една страна ги кратите средствата, од друга страна сакате да гледате Лига на шампиони на Македонската телевизија. Па како? Па треба да размислите во тој дел. Не е само да се критикува. Кажавте за одредени ставки, тука се зголемени средствата, тука се зголемени, па зголемени се нормално дека се зголемени. Цените во држава отидоа на се нагоре. Како сакате да се истите цени од пред 5 години? Зошто не кажете дека цената на маслото беше 50 денари пред 2 години, сега е 150 денари. Така и тие цени таму што ги зборувавте. Така, да бидеме реални. И кога зборуваме да ги представиме така како што се работите, не така како што ни одговараат нас. Зборувавте за интелектуални услуги. Зошто не кажавте дека биле од 300.000 зголемени на 1 милион денари, мислам дека така кажавте. Зошто не сте честни, зошто не кажавте во претходниот финансиски извештај што го дискутиравме за регулаторна комисија, дека таму имавте 4 милиони денари предвидено интелектуални услуги. Може би и 5. Без разлика, регулаторна комисија беше со 40, сега е со 80 вработени. Од една страна зголемивте вработени, од друга страна зголемивте интелектуални услуги. Ова е јавно радиодифузно предпријатие. Сега со 700 вработени, некогаш имало и 3000 вработени. И таму се потребни тие средства. Зошто не сте честни да го кажевте тогаш? Во ред, сега кажавте дека имало 4 милиони, имало зголемување. Зошто тогаш не го кажавте тоа зголемување? Или тогаш не ви одговараше затоа што нели Марко Бислимовски е од вашата страна, па сега треба да го браните, а сега ќе напаѓате одредени не. Сакам да ги појаснам некои работи. Во ред, не е во ред да се спомни некој, меѓутоа за да бидат работите појасни. Кажавте дека се префрлувало 1 милиарда и досега немало повеќе од 1 милиарда денари средства од буџетот за МРТ, но тие средства треба да кажете дали се доволни или не за нормално функционирање на тоа јавно радиодифузно предпријатие. Ќе ви ги покажам тука вкупните приходи на МРТ низ годините. И тука ќе видите колку биле вкупните приходи на МРТ низ годините и како и зошто работело така како што работело. И колку пари му се потребни. Па тука ќе видите дека 2015 година вкупните приходи на Македонската радиотелевизија биле 20,8 милиони евра.
2016 година биле 19,3 милиони евра, понатака, од 2017 па навака, вкупните приходи се движат од 16,8 милиони 2017, 15,4, 15,1, 2020 16,4, па сега пак сте ги намалиле на 2021 на 15,9 милиони. Ова е најголемиот показател колку средства се префрлаат и кога се префрлале и како работело и колку му се потребни на ова јавно радиодифузно предпријатие средства. Вие се фалите со тоа дека ја укинавте нели радиодифузната такса, меѓутоа треба да кажете дека му ги укинавте и средствата на јавниот сервис. Не, затоа што вие нели со таа на таа карта дојдовте дека ќе укините радиодифузната такса, но не им кажавте на граѓаните дека покрај тоа што ја укинавте радиодифузната такса, планиравте да ја укините и државата во која што живееме, па затоа сме дојдени на овој степен сега што сме, да се бориме за нашата држава, идентитет, историја и се останато. Ви благодарам.